Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и граѓанско образование. И денеска ќе се обидеме да ја збогатиме нашата училница за уште една нова лекција со цел да им помогнеме на учениците полесно да го совладаат материјалот. Па така како што гледате, денеска ќе работиме со учениците од 6-то оделение. Односно, денеска ќе работиме за културата на македонците, или по-конкретно ќе работиме за културата на античките македонци. И културата како тема е прилично важна, бидејќи културата ни овозможува да видиме кои се разликите помеѓу два различни народи, помеѓу повеќе различни народи, односно во овој случај ние ќе имаме прилика да видиме што е тоа што античките македонци ги одделува од другите и ги прави посебни. Така, најпрво ќе започнеме со култовите кај античките македонци и веднаш ќе кажеме дека најраспространети култови кај античките македонци биле култот на сонцето и култот на водата. Штом веќе кажевме кои се најраспространети култови, треба да расчистиме што е тоа култ. Тоа е верување во некоја работа во која што луѓето верувале дека има божеска моќ или божествена моќ. Односно, античките македонци верувале дека сонцето и водата имаат божествена моќ и како што гледате, култовите потекнуваат од легендата за потеклото на македонската кралска куќа на династијата Аргеади. Инаку, легендата вели дека постоеле тројца браќа, Гаван, Аероп и Пердика, и дека тие биле сточари кај некој големец, дека паселе добиток. Така домакинката, односно жената на тој големецот, месела лепче за секој посебно и секогаш лепчето на Пердика најмногу пораснувало. Тоа не му се допаднало на големецот, затоа им рекол да си одат. Тие му кажале во ред, ќе си одиме, меѓутоа треба да ни платиш. Тој нацртал со својот меч еден круг и им кажал: сончевите зраци што паѓаат во кругот, тие нека ви бидат плата. Тогаш Пердика рекол во ред, наводно ги зема сончевите зраци, ги става во пазувите и со своите браќа заминуваат. Меѓутоа на овој големецот пак нешто не му штимало, пак нешто не му било во ред, тргнал да ги бара, да ги ликвидира. Меѓутоа тие стигнале до една река и ја поминале реката, и кога оваа потерата дошла по нив, реката толку многу надошла што практично тие не можеле да ја поминаат. Треба да знаете дека ова што го раскажав сега дека е легенда, а дека легендата никогаш не е вистините, туку има за цел да пренесе порака. Која е пораката која што сака да ја пренесе легендата? Пораката е дека сонцето му дава моќ на македонскиот крал Пердика да формира династија, а дека водата е таа која што ќе ги штити. Затоа култот на сонцето и култот на водата се најраспространети кај античките македонци, верувале дека имаат божеска моќ и легендата ви ја раскажав, чисто да видите зошто и од каде доаѓаат тие верувања. Исто така, тие почитувале и животни, како например лавот, волкот, куќето, јарецот. Лавот често се среќава кај античките македонци како символ. Многу често античките македонци, за да ја покажат машкоста, оделе во борба со лавови. Куќето пак служило за така наречен процес на лустрација, односно лустрација на војската, кога наводно со помош на куќе, после секоја битка, војската се прочистувала од гревовите кои што ги правела. Значи, од лошите работи, од тие
неубави работи кои што се случуваат за време на битка, наводно нели куќето возможува прочистување од тоа. Јарецот на пример се среќава повторно кај македонската кралска династија, и легендата вели дека од кога ќе ја поминат реката, тие со себе имале и еден јарец, и таму каде што застанал јарецот, дека таму направиле град, и тоа е првиот македонски град Ајга. И така, нели, во чест на јарецот, нели, и јарецот исто така е почитувано животно кај античките македонци. Сонцето како символ многу често, кажевме, се среќава на штитовите, особено на македонската војска, нели, но се среќава и на монетите. Што е поентата со сонцето? Многу често ќе слушнете дека многу било битно македонското сонце да биде со 16 краци. Не се краците битни, битно е сонцето. Поентата е да се свати дека сонцето е тоа што е почитувано без разлика колку краци, нели, има на символот каде што, нели, се наоѓа. Затоа, нели, јас од едната страна ви ставив монета со сонце со 8 краци, од другата страна имате штит со 16 краци, нели, битно е почитувањето на сонцето, не се битни краците. Инаку, нели, во Ајга и нели, кај Бонче се пронајде, нели, штитови со 16 краци, па така се стекна едно стереотипно мислење дека, нели, краците се битни. Сега, религијата е многу важна кај еден народ. Зошто? Бидејќи таа ни покажува дека еден народ е различен од друг. Ако има еден народ различна религија од другиот, тоа веќе ни покажува дека се работи за два различни народи. Така, ние можеме да видиме врз основа на религијата дека македонците всушност се посебен народ. Иако, како и сите народи во овој временски период, така и македонците верувале во повеќе богови, односно имале политеистичко верување. Така, врховен бог бил богот Диос, некаде се среќава како Дион, и ако споредиме, например, со грците, ќе видиме дека, или со хелените, ќе видиме дека таму е врховен бог Зевс, кај римјаните е Јупитер. Ако, например, кај грците Зевс е бог, Зевс бог на небото и на молњата, кај античките македонци врховниот бог е бог на сонцето. Кај античките македонци исто така се среќава божицата на убавината Зеирене, некаде ќе сретнете со З Зеирене, додека, нели, кај старите грци тоа е Афродита. Се среќава кај античките македонци и бог на виното и уживањето Дионис, меѓутоа, нели, јас би сакал да ја споменам и божицата Аитрија, божица на светлината, што исто така не се јавува кај грците и кај другите народи, но поентата ми е да сватите дека всушност античките македонци се имале своја посебна религија. За свет град на античките македонци, нели, се сметал градот Дион, каде што најчесто се извршувале главните религиски обреди. Исто така е многу важно да се спомене дека можеби најважна работа која што еден народ го одделува од друг е јазикот. Така, античките македонци имале свој посебен јазик. За жал, целосна реченица нема зачувано, туку има зачувано само 150 до 200 зборови наречени глоси. Од каде знаеме дека имале посебен јазик? Па може, нели, да го цитираме познатиот грчки политичар и говорник Демостен, кој за античките македонци, посебно за Филип, кој што ќе биде негов непријател, ќе каже, тој, се мисли на Филип, е еден барбарин. Под барбарин се мисли човек кој што барбори, кој што зборува неразбирливо. Вели, тој е еден барбарин кој зборува на неразбирлив јазик. Еден човек кој што доаѓа од земја од која човек попрво ниту роб не би купил. Исто така, нели, кога еден од другарите на Александар Трети Македонски е осуден заради, нели, учество во
атентат, тој е познатиот Филота, кога го прашале на каков јазик ќе зборуваш, тој ќе каже ќе зборувам на грчки, за да ме разберат и тие, нели, што не се македонци по род. Значи, овие два примери доволно зборуваат, има нели уште многу, меѓутоа овие два се доволни. Античките македонци имале свој посебен календар, кој што започнувал од октомври, а исто така македонските кралеви имале своји специфични белези од облеката, како на пример кавсијата капа, која што се среќава исклучиво кај нив, а македонските кралеви носели исто така бела лента, меѓутоа и кралска диадема, нешто во вид на круна. Друга работа што сакав да ви кажам, а тоа што, сум пропуштил да го напишам, тоа односно, ние тоа веќе го кажавме во една од другите лекции, а тоа е дека античките македонци всушност имаат и своји олимписки игри, различни од тие на, нели, грците. Мислам, се различни во смисла дека се одржуваат на различно место и во различно време. Да не заборавиме, на грчките олимписки игри, нели, може да учествуваат само грци по род, и така слободно можеме да кажеме дека, нели, се работи за два различни народи. Еве ви како изгледа, нели, еден календар кај античките македонци. Еве ви македонска војска со кавсија, односно со капа, кавсија, таа што ја споменавме, специфична капа наречена кавсија. Што се однесува до материјалната култура, античките македонски кралеви ковале собствени монети од злато, сребро, бронза, исто така изработувале и накит, како и предмети, нели, за секојдневна употреба, облека, садови, оружје и така натаму. Исто така биле познати како добри градители, тоа ќе го видиме од, нели, археолошките остатоци кои што ги има на археолошките локалитети, па така биле градени палати, куки, исто така кои што биле украсувани со украси, односно со мозаици. Еве ви дел од тие материјални извори, еве како изгледала една диадема, златна нараквица, садови, ова е монета од времето на Александар, ова, нели, е златен ковчег, односно, нели, пронајдено во сонцето, кој што ви го спомена со 16 краци, пронајден во Кутлеш, односно во Вергина, денешна Грција, каде што се наоѓа, нели, гробницата на Филип, односно тоа е во старата македонска престолнина Аига. Исто така заборев да ви кажам дека кај античките македонци се среќава и божицата Ма. Тоа или таа се смета дека е прамајка на сите божества и се среќава исклучиво кај античките македонци. Инаку, сите материјални, да кажем, извори се среќаваат или се наоѓаат на археолошките наоѓалишта, а најзначајни археолошки наоѓалишта од овој временски период се Пела, односно Вергина или Кутлеш, Исар Марвинци, Вардарски рид, Хераклеја, Стибера и така натаму. Сега ќе видиме некои слики, чисто од прилика да видите како изгледа сето тоа. Ова ви е, нели, македонската престолнина Пела, нели, остатоци од македонската престолнина Пела. Ова ви е, нели, гробницата на Филип во Вергина, односно во Кутлеш, односно првата македонска престолнина Аига. Ова е можеби најбогатиот археолошки локалитет во Македонија, Исар Марвинци, каде што се пронајдени голем број на материјални извори од овој временски период. Ова е исто така еден многу значаен археолошки локалитет, Вардарски рид кај Гевгелија. Иначе заборавив да ви споменам, нели, дека Исар Марвинци се наоѓа кај Валандово, Вардарски рид кај Гевгелија. Ова се златните маски од село Требеништа, Охридско, кои што, нели, служеле при погребни ритуали, односно се погребувале тие кои што, нели, ги сметале како угледни граѓани. Ова ви е Стибера,
градот Стибера, кој што долго време се бараше, меѓутоа е пронајден во последните неколку години во Пелагониската низина. Овие се златни монети од времето на Александар III Македонски. Како изгледат нели тие златни монети? Овие монета од времето на Филип II, исто така имаме можност да видиме како изгледал Филип II, исто така монети од неговото време. Нели, овие се монети од сребро. Ова е монета од Аминта III, односно таткото на Филип II. Од прилика тоа е тоа што требаше да кажем, од прилика тие се работите кои што се најзначајни. Можеме да заклучиме од сето ова нели што го кажавме дека античките македонци биле посебен народ со посебен јазик, посебна традиција, посебна култура, посебна религија. Значи, античките македонци врз основа на тоа што го кажавме, бидејќи имаат различна религија, различен јазик, различна култура, спаѓаат во народите кои што биле посебни. Тие значи биле различни од грците, од илирите, од тракијците. Значи, од прилика тоа е тоа. Се надевам нели дека беше јасно, се надевам нели дека ви помогнав да совладате дел од наставната содржина. Со ново видео и со нова лекција, нели